Денес сме во посета на општина Делчево. Имаме средба со бизнес секторот, преку Министерството за економија и труд, и тоа е до мене и заменикот директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Целта на посетата е секако да видиме фидбек од мерките, спроведувањето на мерките, активните мерки од оперативниот план за текущата 2025 година, меѓуто и од активните мерки кои ги спроведува Министерството за економија и труд. Од она што имаме како информација, интересот оваа година е огромен за сите мерки, бидејќи и самиот оперативен план по обем е многу голем, поголем од претходните за цели 7,5 милиони евра или околу вкупно 40 милиони евра, кои што се дадени толку не само на бизнес секторот, туку и на сите оние невработени лица по категории кои што се заинтересирани да отворат бизнес или пак да бидат вработени од постојаниот од реалниот сектор, односно од самите мали и средни предпријатија. Она што можам да го кажам е дека овие мерки нема да останат такви какви што се. Правиме и некој сублимат да видиме кои од мерките би се намалиле, кои би се укинали и кои мерки би ги вовеле како нови со цел овој оперативен план во иднина да биде уште поактивен и да можат уште повеќе да го користат фирмите со цел развој на самото стопанство и фирми, меѓуто исто така и намалување на невработеноста во Република Македонија. Тоа е главната цел на владата и на Министерството за економија и труд. Во однос на мерките, нели, до сега што се спроведуваат околу ефективноста на истите, дали имате направено анализи во смисла на нивната ефективност, успешност и дали се планира некој подобрување на истите мерки? Првични се анализите од она што се има пријавено, меѓутоа на крајот од годината ќе ги направиме, бидејќи овие активни мерки се за текущата 2025 година. Од тоа што можам да кажам, има интерес многу поголем од претходните пати и од она што ќе сублимираме, како што кажав, на крајот ќе видиме кои од мерките ќе останат, кои ќе бидат појачани од мерките, а кои од мерките ќе бидат укинати и воведени нови посовремени мерки кои ќе бидат поблиски до бизнес секторот и до невработените лица. Неодамна започна учебната година, една од тие мерки е поврзана со неа, како тука тече работите, училишната кошница, да кажем. Училишната кошничка што туку заврши до 15 септември, траеше од 15 август до 15 септември. Ефектот мислам дека е одличен и ова би било традиција и понатаму да спроведуваме на почетокот од учебната година и почетокот на студентската година, вакви училишни кошнички во кои се фатени училишниот прибор и се она што значи материјал и помагала на учениците, меѓуто и на студентите. Од она што го имаме како првични информации, за штедата во просек на една фамилија, дали имала едно или две деца кои одат на училиште, бизнесува некаде околу 3000 денари за месец септември, односно почетокот на ова учебна година. И од она што сакам да го кажам е тоа дека во текот на спроведувањето на училишната кошничка беа извршено околу 400 инспекцијски надзори и контроли од страна на пазарната инспекција. Беа утврдени само мали пропусти кои после опорените беа коригирани, што значи немаше воопшто потреба од казни. Опомените беа доволни и да наречам во 99% се почитуваше мерката училишна кошничка од самите книжари, меѓутоа и сите оние продажни пунктови каде што се продаваше училишен материјал. Благодарам.